Почитувани граѓани, по објавувањето на скандалот за судирани интереси во Министерството на Стефан Андоновски, каде тендер доби сопругот на државната секретарка, ДКСК отвори предмет. Граѓаните се уште ја чекаат да постапи јавното обвинителство за случајот, за истиот да добие разрешница. Додека целата јавност беше во тага и болка за несреќата во Кочани, каде што загина 59 млади луѓе, а речиси 200 беа повредени, на само 3 дена до трагичниот настан, Андоновски побара извинување од СДСМ. Шокантно е што барањето за извинување пристигна на 19 март, на самиот ден на погребот на загинатите од несреќата, кога целата нација беше во шок. Тоа го покажува степенот на загриженост на министерот за трагичниот настан. СДСМ е одговорна партија која се бори секогаш да излезе вистината на виделина и да зборува во насока на заштитата на јавниот интерес пред се. Токму затоа, наместо извинување до министерот Андоновски, денес ќе објавиме индиции за уште еден скандал. Се работи за тендер од 600.000 денари за набавка на систем за контрола на пристап, добиен од фирмата Боки Simple Tech Solution ДОО Скопје. Еве го истиот. Според информациите од свиркачите кои ги добивме, собственици на оваа фирма се родители на Борче Младеновски, инаку вработен во IT секторот во истото министерство. Го повикуваме Андоновски да излезе и да одговори дали ова точно. Дали тендерот тежок 600.000 денари завршил кај родителите на вработените во министерството. Индикативен е називот на мејлот кој правното лице го има дадено во доставената документација за контакт, а истиот гласи Борче 002@gmail.com. СДСМ се обиде да го најде списокот на вработени во Министерството за дигитална трансформација, но на сајтот на Министерството тој податок не е достапен. Таму стои дека се уште тој документ е во изработка. Дали е на повидок уште еден скандал за непотизам и конфликт на интереси во Министерството на Андоновски? Очекуваме за овој случај да нема селективна правда, како што очекуваме да истото се случи и со трагедијата во Кочани. Институциите не смеат да молчат за тендерските мрежи на ДПМН, бидејќи станува збор за пари на граѓаните. Одговорност мора да има.